Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во Откриени тајни на телевизија 24 вести. Јас сум Сања Савеска и секако денес подготвувам интересна тема за разговор заедно со нашиот редовен гостин, доктор Жарко Костич, дијанетички консултант од Сдруженијето на Граѓани Помагам. Зашто денеска ќе зборуваме и каква тајна денес ќе откриеме за подобар и поуспешен живот, следува во продолжение. И денес имаме повторно интересна тема на разговор. Ќе зборуваме за тоа како да превземете поголема контрола врз вашиот живот. Доколку сакате да ги дознаете одговорите на прашањата поврзани со оваа тема, ве поканувам во продолжение да останете и да го проследите разговорот со доктор Жарко Костич, дијанетички консултант од Сдруженијето на Граѓани Помагам. А за сето она што сакате да се разговара во нашата емисија Откриени тајни, слободно пишувајте на Facebook страната на Жарко Костич и на неговиот имејл. Ние сме тука да одговориме на сите прашања кои што се од ваш интерес и секако да ви ги откриеме сите тајни. Тука ја започнуваме денешната тема на разговор. Верувам дека веќе сте со нас и оваа тема ве заинтересира, па во продолжение ќе бидете заедно со мене во рамки на Откриени тајни и секако мојот редовен гостин, доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на Граѓани Помагам. Жарко, добро дојдовте во уште едно Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден за нашите гледачи. Како што најавивме, денес имаме навистина интересна тема, впрочем како и секоја. Зборуваме за тоа како да превземеме повеќе контрола во нашиот живот. Доста интересна тема, тема од големо значење за сите кои што не следат и сакаат да ја имаат контролата во своите раце за сето она што се случува. Можеби можеме да превземеме контрола и да се контролираме самите себе си, но не сме сами во животот, постојано сме обкружени со други луѓе и тука веројатно е потешкото да ги контролираме односите со другите луѓе, во врските, во релациите кои што ги имаме во секојдневниот живот. Така е. Значи, како индивидуи можеме да се контролираме самите полесно, мада и некојаш и самите ние не можеме да се контролираме себе си. Баш поради тоа што имаме еден дел од нашиот ум кој што го викаме реактивен ум, тој еден дел, негативен дел од умот на човекот кој што прави човекот да избувне, да се изнаразвика, да има негативни емоции, да ги каже работите кои што не треба да ги каже во даден момент и така натаму, и тој едноставно се вика реактивен ум затоа што ние реагираме врз база на не знам, некој нешто ќе ни каже или ќе не надразни некој мирис, некој звук и така натаму, и предизвикуваат несоодветни реакции и емоции кај нас, или некој нешто како збор ќе ни каже или ќе речеме, како што викаме ние, ќе ни стапне на жуј и однаш имаме тирада, лавина од зборови кои што излагаат од нас, кои што не се добри. Тогаш не можеме ни тогаш да се контролираме самите себе си, но во многу од нашите емисии зборувавме за релации, за односи помеѓу луѓето и така натаму, така да ќе продолжиме на таа тема и во оваа емисија. Сега го кажеме како да се контролираме и самите ние повеќе, но во една од претходните емисии начнавме една тема и сакам малку да ја пообјаснам. Во овој пат зборевме за тоа дека човекот може да биде причина. Причина е некој кој што предизвикува нешто да се случи. Кога сме причинител или причина во животот, едноставно ги решаваме проблемите од нас, потекнува нешто. Фактички, кога сме причина, имаме контрола врз нашиот живот. Но исто така во дадени моменти станува и ефект. Ефект е приемна точка. Значи, ако причината креира, да кажеме, нешто, тогаш тој што ја прима креацијата, велиме дека е ефект. Јас сега како разговарам, ти ме слушаш, ти си ефект, јас сум причина. Кога ти ќе ми поставиш прашање, ти си причина, јас сум ефект. Така да во животот се менуваме да сме и причина и ефект. Но често пати, зависно од нашите емоции, расположение, идеи и така натаму, можеме да причинуваме не само позитивни ефекти, секој сака да искуси позитивни ефекти. Така, секој сака да биде ефект на нешто позитивно. Ако му додесете на некој цвеќе, тоа е ефект, сме искрирале кај него, тоа е ефект, но тоа е убав ефект и е пријатно да се биде таков ефект, но некогаш можеме да бидеме ефект на негативни зборови. Некој нешто ќе ни каже, ќе ни скритикува, ќе ни се изнаразвика. Едноставно во тој момент исто ние се чувствуваме негативно и велиме дека стануваме ефект на тоа. Има ефект тој негативен разговор врз нас. И сега ќе зборам за дадени типови на релации кои што постојат помеѓу луѓето. Едниот тип на релација би го нарекол причина-ефект.
Значи, во врската, да кажеме, може би се дечко, девојка или маж и жена, или пак на работа, шефот со некој, не знам, кој што работи за него или под него во организацијската структура, може да се однесува на негативен начин кон останатите и да ги прави негативен ефект. Во врските тоа не функционира најдобро. Видите, например, ако имате некој сопруг и сопруга, и сопругата, например, не знам, ја вози колата и ја чукне. И еднаш сопругот почнува да ја вика, да ја се дере, повторно ли ја чукна колата, по кој пат ти ова, само ја за тебе ли ќе плаќам, гледаш ли кај возиш, може ли еднаш да се сконцентрираш кога возиш и така натаму. Гледате се, ово не причина, ама предизвикува негативен ефект од другата страна. Тоа што ќе се случи кај сопругата, секако дека ќе се вклучи тој негативен дел од умот кој што викаме реактивен ум, и одеднаш ќе се сврти топката и она ќе стане пак негативна причина, понаќе му се изнаразвика на него и човекот ќе стане кој што, нели, самиот тој викал, ама сега кога ќе се сврти ситуацијата, пак тој станува ефект кој што е негативен на својата сопруга. Да кажем, и гледате, тука имаме она што го нарекол ја играта обвинување. Ти си крив, не ти си крив, ти си крив, не ти си крив. И во такви односи, гледате, имате еден човек да е причина, другиот да е ефект, но она што се случува, се врти ситуацијата, па така да другиот станува пак негативна причина и овој кој што бил негативна причина се станува негативен ефект. И тоа е недобра ситуација, затоа што имате постојано обвинување, имаме постојано кавги. Сега, идеална ситуација е кога имаме причина некоја врска. Што тоа значи? Ако сопругата во истиот пример ја чукнала колата, гледате, доаѓа дом и можеби целата е замислена, секако ќе му кажам на сопругот и така натаму, сопругот ја гледа колата дека е чукната, можеби жената се уште не му кажала за тоа, молчи некој ден, сопругот ќе ја земе колата, ќе ја поправи, ќе ја врати и ќе каже на сопругата дека ја поправил, дека знае дека нешто се случило, ама дека не е проблем. Гледате, фактички, кога имаме врска причина, тогаш едниот презема одговорности за другиот. И во тој момент, гледате, и двајцата стануваат причина. Не го правиме другиот ефект негативен. И она што се случува во тој момент, кога имате таква врска на причина, тогаш вниманието се свртува на некоја конструктивна акција. Можеби ќе речат, окей, ајде сега додиме на кино. Или можеби ќе гледаме дома филм, или ќе излеземе на вечера. И гледате, кавгата не продолжува. Поради тоа што едниот презел одговорност за другиот и другиот исто така го прави причина. Можеби во таа ситуација самата сопруга ќе рече, знаеш што, сгрешив, не требаше вака да го направам, поради тоа што, не знам, брзав, ќе треба малку да сум посконцентрирана. Самата таа веќе е волна да преземе повеќе одговорност кога неа обвинувате него, кога ќе се преземе одговорност за самиот тој човек. И тоа е веќе контрола. Например, во една релација или помеѓу пријатели, или пак ќе кажам во колектив на работното место. Да треба да градиме врски кои што се причина, не причина ефект, не со обвинување, него едноставно со преземање одговорност на другиот. И кога имате такви врски причина, тогаш фактички имаме контрола врз ситуацијата, имаме контрола врз нашиот реактивен ум, а со самото тоа и врз животот. Зборуваме за причина и за ефект. Можете ли да ни кажете како тонската скала е поврзана со причината и ефектот? Ако ја разгледаме повторно тонската скала, и за тонската скала говориме во секоја емисија, ќе кажам само дека имаме позитивни емоции на вас. Тоа е скала на емоции, значи кој што имаме високи емоции, позитивни, кои што, да кажеме, ако видиме овој графички приказ се жолтите тонови, па после како паѓаме надоле се вклучуваат црвените тонови, тука се тоновите на антагонизам, лутина, огорченост, непријателство и така натаму, потоа се спуштаме во плавите тонови, страв, тага, самопонижување и така натаму. Гледате, тоа се негативни тонови кои што потекнуваат баш од тој негативен дел од умот кој што го нарекуваме реактивен ум. Поради тоа што секогаш збориме за реактивниот ум, за сите оние кои што не следат, само ќе кажам или да ги погледнат претходните емисии или најдобро да фактички да се информираат повеќе за тоа во книгата Диенетика. Книгата Диенетика објаснува што е реактивен ум и како човекот може да се ослободи од него за да биде посреќен, да има поголема самодоверба, сигурност и така натаму. Значи, фактички, тој реактивен ум ни ги наметнува овие негативни емоции кои што потекнуваат од црвените емоции надоле. Сега, она што се случува во животот, луѓето се, пак ќе кажам, и причина и ефект. Но жолтите тонови причинуваат позитивни ефекти. Ако видиме овие тонови како што се игра, акција, ентузијазам, гледате, тоа се тонови кои што креираат убави ефекти на околината. Но она што е интересно е дека тие исто така можат да примат ефект. Било каков ефект. Може да ќе им се изнавикат, ама тоа не е голем проблем за нив. Така или нешто ќе им донесат и ќе се воодушеват.
Ете, кога се воодушевите на нешто, станувате ефект на тоа. Значи, тие во горните тонови можат да причинат ефекти, не мораат да причинуваат ефекти. Ако сакаат ќе причинат, ама не е тоа обсесивно да морам да причинам врз некого некаков ефект, но исто така она што е битно може да прифатат и да бидат ефект. Сега она што се случува, рековме како паѓаме по тонската скала ни се намалува нашиот простор. Гледате тонот на лутина, антагонизам, страф, тага, самиот простор околу нас се намалува. Немаме доволно простор. Фактички со мислите почнуваме да мислиме на нас и на тие негативни мисли кои што пак ќе кажам потекнуваат тој реактивно. Како паѓаме по тонската скала, на пример ако земеме тонот лутина, каков ефект тој може да искрира? Човек кој што е лут креира деструктивни ефекти. Така или некој кој што е на страф ќе ги направи сите други околу него во страф. Или некој кој што е во тага го еманира тој тон. Така да луѓето креираат ефекти. Сите овие долни тонови креираат ефекти, но пак ќе кажам, тоа се по-негативни ефекти за разлика од оние кои што се во жолтите тонови. Но она што е многу битно и интересно да се напомене е дека како паѓаме по тонската скала, почнуваме да спречуваме околината да креира ефект врз нас. Не може да го примат тој ефект. Пример ќе кажам. Например, имате, не знам, дома сте и донеле на мајка ви цвека. И стакате да ја изненадите за 8 март или не знам за роден ден или едноставно без било каков повод сте се инспирирале тој ден да ја однесете цвека. И ако мајката е на пониските тонови не може да го прими ефектот, однаш ќе ви каже: "Ама што си морал се ова да го купиш? Ја за 2 дена ручек ќе направив со овие пари." Или не знам, ќе му купите на некој подарок од фамилијата, часовник или нешто што е поскапо, ќе ви искара. Што си морал да трошиш пари? Но гледате, ефектот не може да биде примен. Така на некој ќе му даде убав комплимент. Не, ја не сум, гледај како сум, за нигде изгледам уствари, јас сум. Гледате, ефектите како паѓаме по тонската скала, луѓето ги стопираат. И е тешко да се креира за таква околина. Поради тоа што креацијата од тие пониски тонови бива стопирана. Така да, гледате, кога имаме жолти тонови, тогаш имате и причинување, но исто така тие може да примат ефект. Може да ви дадат нешто, но исто така може да примат некаква креација од вас. Како паѓаме по тонската скала, она што го креирате, за жал, тие подолни тонови може да не му обратат внимание, ќе направите нешто за некого, како да не сте направиле воопшто, или пак ќе кажам, едноставно ќе му најде замерка или нема да му обрати внимание, може нема да се воодушеви воопшто. И сето тоа е поради тоа што како паѓаме по тонската скала, фактички луѓето од животот стануваат ефект. Животот ги оптеретил. Негативните емоции во текот на животот кои што ги собрале се толку многу натрупани на нив, да тие едноставно стануваат препазливи на се и не сакаат ништо веќе да има ефект врз нив, поради тоа што го поистоветуваат секој ефект околината што го креира со негативен ефект кој што веќе им се има случено од самото постоење во животот. Рековме дека фактички реактивниот ум е полн со тие негативни искуства. И колку повеќе ги трупаме тие негативни искуства во нашиот ум, болки, страдања, тага и така натаму загуби, толку пониско се позиционираме по тонската скала и поради тоа спречуваме било каков ефект од околината, па дури да е позитивен. Ја користиме секако тонската скала како една од основните алатки, ја споменуваме во сите емисии кога има потреба да ја споменеме, па би сакала за сите оние гледачи кои што од неодамна се вклучени во овој серијал на Откриени тајни, а верувам дека нема многу време да ни одземе, да споменеме малку повеќе за тонската скала. Веројатно слушајќи го разговорот за причината и за ефектот, многумина се прашуваат како да дознаеме кој каде се наоѓа на тонската скала. Па можете ли ни кажете кој е најлесниот и наједноставниот начин еден човек да го позиционираме на тонската скала? Точно е, значи, ако ја разбереме тонската скала, а во една емисија е малку да ја разбереме тонската скала, пак ќе кажам, луѓето може да се информираат во книгата Дианетика за тонската скала и едноставно научат многу повеќе и да ги гледаат повторно нашите емисии кои што ги има на мојата Facebook страна. Тоновите се интересна работа поради тоа што, гледате, можете за неколку минути да определите кој човек на кој тон е. Ако ги разгледаме повторно некои од овие тонови, ако ги видиме жолтите тонови, ќе видите дека тие се, пак ќе кажем, имаме ентузијазам, акција, расположеност. Тие луѓе на тие тонови сакаат да зборат за конструктивни, за позитивни работи и така натаму. И ако им придете со таков разговор на таков човек и му даете некоја конструктивна идеја на некој кој што е на ентузијазам, да речеш: "И сакам ова да го направам, ќе го искрираме ова, сакаш ли ваков план да смислиме?" И тој ќе ти се приклучи и ќе почне повеќе да комуницира. Ако на човекот му го погодите тонот
на кој тој се наоѓа, она што ќе се случи почнува комуникација на тоа ниво. Ако гутнете тонот, например некој кој што на ентузијазам, да дојде на некој кој што е на страв, видите, тој на страв кој што ќе стане уште поисплашен. Поради тоа што ентузијазмот го плаши, си вика каде овој се со вакви идеи кога све е опасно, тој што е на страв гледа све опасно. Едноставно нема да допринесе на разговорот кој што ентузијастичниот човек го прави. Но ако имате некој човек кој што е на страв и најдете уште некој човек кој што е на страв, мрчеш леле гледај каква е ситуацијата, леле ова, леле она, и еднаш на двајцата ќе им се разврзе муабетот многу. Фактички правилото дека ако погодите тонот на човекот, комуникацијата ќе започне на тоа ниво. Пример имате, не знам, некоја пријателка или пријател, еднаш ќе почнете да разговарате за некои теми, почнувате ентузијастично и гледате дека човеков не се впушта во разговор. Па си кажеш, окей, ќе се симна малку подоле, па почнувате, не знам, за досада, на досаден начин да зборите, тука не се вклучува. Така или ако почнете да станете деструктивни, антагонистични, како све е лошо, ова ќе се направи, и еднаш ако е тоа неговиот тон, тука ќе го погодите, и одеднаш ќе му се отвори комуникацијата на тој тон. Или можеби ако и рековме дека имаме еден тон скриено непријателство за кој што зборевме. Видите, ако ја видиме сликата на скриено непријателство, имате насмеано човече кој што има шајка во другата рака, кој што кога ќе се освртете грбот ќе ви удри шајката во грб. Гледате, скриено непријателство е тон каде што ви прави лице, но фактички зад грб ви збори за вас негативни работи или ќе ви направи некоја деструктивна работа, ама нема храброст тоа да го направи отворено, како што е да кажеме омраза или лутина како тон. И ако најдете некој човек кој што е на скриено непријателство, така одеднаш, не знам, почнувате да разговарате ентузијастично, не допринесува на муабетот, на досада сте паднале, не допринесува на муабетот, лути сте, не го интересира, ама почнете да зборите можеби лошо за неговите пријатели. И одеднаш он ќе се впушти тука да допринесе како ама ти знаеш како таа, ствари таа пријателка моја, знаеш каква е ваква, онаква, или пријателов е за нигде. И одеднаш ќе видите дека он збори лошо за неговите пријатели и вие може да процените во тој момент дека баш тука му се отвара комуникацијата. Значи, пак ќе кажам, правилото е на тонот на кој што тој се наоѓа, човекот ќе почне да збори, или некој кој што е, пак ќе кажам, на тага. Ако зборите за тажни работи или апатија, ако почнете да зборите за апатични работи, за умирање, за погреби, за што и да е, болести и така натаму, видите колку луѓето сакаат да зборат на таа тема ако им го погодите тонот. Така да точно можете да погодите кој тон е некој човек врз база на тоа на кое ниво се отвара со комуникацијата. Како да превземе контрола врз нашиот живот е темата на која што денес разговараме. Одговараме на доста интересни прашања, во продолжение следуваат уште одговори, верувам дека сето тоа ќе ви помогне и вие самите да превземете повеќе контрола врз сопствениот живот. Жарко, споминавме во првиот дел за играта на обвинување и окривување. Ти си крив, не, јас сум крива, јас сум во право, ти си крив. Тоа е некоја игра која што веројатно и нема крај. Но дали доколку признаеме дека сме погрешиле и дека не сме во право во одредена ситуација, ќе ни даде можност да имаме поголема контрола врз односот со другите? Секако. Видите како паѓаат луѓето по тонската скала и пак ќе кажам решението како луѓето се кренат по тонската скала се наоѓа во пак ќе кажам во книгата Генетика има техника како луѓето се кренат по скалата на емоции. Фактички како паѓаме по скалата на емоции, тоа што се случува е почнуваме да инсистираме дека сме управо, дури кога грешиме. Колку пати и самите знаеме дека не сме управо, ама ќе го држиме тој став, едноставно сме тврдоглави и нечи и по никоја цена нема да попуштиме. И како хронично паѓаме по скалата на емоции, повеќе и повеќе ќе почнуваме да правиме грешки во кои што ќе веруваме и ќе ги подкрепуваме дека се така. Пример ќе кажам, човекот има импулс да е во право. Секој од нас има импулс да е во право. Ако му кажете на некој дека греши, многу често ќе видите од другата страна дека ќе има одбрана. Затоа што сака човекот секој да е во право. Сега, некогаш правиме грешки за кои што знаеме и ние дека се грешки, ама инсистираме дека се во право. И тоа се више нелогични работи. Пример ќе кажам, ако имате некоја, не знам, сопруга, можеби или жена која што го загорува ручекот постојано или го пресолува. Гледате, секојаш ја прави истата грешка. И кога дојде сопругот или, не знам, некој од фамилијата ти рече, мамо, 100 пати ти кажав, немој да солиш толку многу, или зашто сега го прегори пак? Гледате како да го оправдува и да го докажува своето да се биде управо,
човекот на тој начин што ќе повтори цело време истата грешка. И колку повеќе го убедувате дека греши, ќе видите дека не му помагате самиот тој да ја види грешката. И особено колку повеќе луѓето се спуштаат по скалата на емоции, потешко им е да видат дека грешат. Гледате, ако видите дека сте направиле некаква грешка, веќе имате поголема контрола, затоа што може да се видите себе си. Како паѓаме по тонската скала, не можеме да се видиме себе си. Баш поради тоа што ни е присутен реактивниот ум постојано. Тој не тера секојаш да сме во право. Поради тоа што луѓето подоле на тонската скала мислат дека ако не се во право, дека уште повеќе ќе пропаднат надоле по скалата на емоции. А напротив, кога ќе видите луѓе кои што се високо по тонската скала, имаат големина и простор околу себе за да може да ја видат својата грешка и да ја признаат дека е грешка. И тогаш сме причина. Затоа што ако имате кавга со некого и двајцата не успеа да го видат каде грешат, кавгата ќе продолжи да трае. Но ако имате еден човек кој што може да препознае дека направил грешка, да преземе одговорност и да ја признае грешка, тоа е повеќе причина отколку другиот и поодговорен во самата ситуација, поради тоа што ќе има повеќе контрола, затоа што ќе може самиот да се исконтролира и да се смени себе си. Но има едно многу убаво правило, а тоа е дека ако на луѓето им ги потенцирате, пак ќе кажам сите работи што ги прават грешки, поради импулсот да се во право, ќе инсистираат на истата грешка да ја повторат. Ете, луѓе кои што цело време кои што се прекорувани за едната иста работа која што ја прават, ќе видите дека постојано ќе продолжат да ја прават. Пак ќе кажам тој импулс дека мора да се во право. Но не е идејата дали сме ние во право или не сме, него што е исправно. Станува збор за што е исправно. Не дали сум у право. Ја кога сум цело време во право, а знам дека не сум во право, тоа не е исправно. Исправно е нешто што е обстаночно. Ако јас можам да видам дека таа грешка не е во ред и ги повредува другите околу мене, исправно е да се коригирам. И сега како можеме на таа околина да ја помогнеме да се коригира на тој начин што ќе даваме акцент на способностите. Океј, што е добро во незиното готвење? Добро во незиното готвење има многу работи. Може ми само солењето е мана, но ако ставате акцент цело време на негативното, а не давате потврда на позитивното, човекот нема да се зголеми како битие, затоа што колку повеќе му давате потврда на едно битие, толку повеќе тој расте. Има повеќе простор околу себе. Има широчина за да може да ја види таа една грешка која што може би инсистира да ја прави, а инсистира поради, пак ќе кажам, поривот кој што го дава тој реактивен ум. Така да, она што е битно тука е да бидеме исправни, а не да бидеме во право. А исправни сме кога на некој ќе му даеме акцент на позитивните работи или ќе го прашаме што е тоа исправно што го правиш во врска со своето готвење. А ако му даваме акцент цело време на нешто кое што е негативно, тогаш и ние не сме во право и не правиме исправни работи, поради тоа што другиот ќе инсистира да ја зацврсти таа своја позиција на фактички на грешката, што ја прави, но ќе инсистира дека е во право. Секако дека сакаме да имаме повеќе контрола врз нашиот живот, но може ли да ни кажете дали само довербата, сигурноста која што имаме во самите себе и позитивната енергија која што ја имаме и секако ја шириме наоколу, може да ни даде да имаме поголема контрола? Гледате, контролата подразбира да немаме колебливост во врска со нешто. Ако земеме да возиме кола и не сте сигурни каде одите по патот, веројатно е дека нешто ќе се деси. Така ако не знаете каде да свртите или едноставно гледате сигурноста, безрезервната намера. Кога збориме за контрола, безрезервната намера е таа која што ни ја дава контрола. Во моментот кога нема да сме сигурни во нештото кое што сакаме да го направиме, тогаш дозволуваме препреки да ни влезат на патот. Пример, имате ситуација каде што некој сака да отиде, не знам, во Грчка или не знам во Бугарија или во Охрид или во Италија, каде да и може времето не е најсоодветно. Така, ама тој има идеја. Гледате, колку имате позитивна идеја, она што е интересно е дека нема ништо да се деси. Но во колку не сте вие сигурни дали сакате тоа да го направите или не, тогаш почнувате да наоѓате оправданија, тоест стопови во физичкиот универзум зашто да не го направите нешто. Ако немате 100% јасна идеја дека тоа сакам да го направам и го правам и одам да го направам, тогаш ќе почнете да наоѓате оправдание дека има препреки во животот. Ако јас не сум сигурен како нешто да го направам на работа, може нема да дојдам на работа, ќе се разболам пред да дојдам да завршам таа работа. Гледате, например, студентите кога не знаат
нешто не испит, колку често знаат да се разболат во тој момент. Гледате, тоа ја прават препреката, затоа што немаат сигурност, немаат целосна контрола, немаат безрезервна намера дека ќе успеат во тоа. Така да, за да имаме контрола врз нашиот живот, мораме да тргнеме со безрезервна намера во тоа што сакаме да го оствариме. Ако имаме цел, тргаме, едноставно сите тие негативни мисли треба да ги оттргнеме од нас. Едноставно да имаме позитивна мисла, без ни најмала негативност, поврзана со таа мисла, за да имаме контролата. Затоа што само таа позитивност, само таа сигурност, само таа самодоверба ќе не потегне и ќе ги најдеме решенијата. Гледате, кога се сака, се може, нели така викаат? Ама мора да се сака. Е, ако се сака, во тој момент ние стварно имаме безрезервна намера, сакаме да го постигнеме тоа, едноставно не наоѓаме стопови во околината, во колку за нештото не сме 100% сигурни. Околината ќе ни се вметне помеѓу нас и целта, тоест ние самите ќе си ги одбереме стоповите и ќе најдеме оправдание зашто нештото не сме го постигнале, ама причината е само затоа што не сме биле 100% сигурни во тоа што го сакаме. Верувам дека изменението кое што гледачите го добиваат со нашата емисија може да им помогне да имаат поголема контрола врз нивниот живот, затоа што кога располагаме со повеќе податоци, кога имаме поголемо знаење, веројатно дека многу полесно можеме да направиме одредени промени во нашиот живот и секако да донесеме правилни одлуки. Точно, ја би рекол дека нашите гледачи се волни да видат ефект на нашата емисија и нова знаење, поради тоа што кога даваме знаење, тој што го прима фактички е ефект. Но човекот мора да има волност да го примени знаењето во животот за да ги има и резултатите. Но гледайте, фактички знаењето потекнува од волност исто така, не се само податоци. Гледайте, ние ги даваме овие податоци и овие податоци имаат за цел да го подобрат животот на секој еден кој што не следи. Но исто така знаење добиваме и од животот преку наблюдување. Гледайте, дури и овие податоци кои што ги даваме, гледачите мора да се волни да видат дали овие податоци се вистина, преку нивни примери, преку нивни ситуации во животот. Така да, знаењето е поврзано со наблюдување. И им се дава на оние кои што сакаат да гледаат. Ако има човек кој што не сака да види, ако има човек кој што не сака да направи промена, тој нема ни да го добие знаењето. Значи, знаењето може да го прими само оној кој што има волност да види, кој што има волност да гледа и кој што стварно сака да го искористи тоа знаење за да направи некоја промена во својот живот. Многу често во нашите животи имаме ситуации каде што гледаме што е вистината. Така но некогаш не сакаме да видиме. Така да знаењето е секогаш пред нас. Но пак ќе кажам, мора да се отвори таа врата на волност човекот да направи нешто, некоја промена во својот живот, да го подобри својот живот и пак ќе кажам, многу е битно човекот да гледа и да наблюдува. И знаете, работите стануваат многу едноставни кога човекот сака да гледа и кога сака да соочи нешто. Колку повеќе сте волни да соочите нешто, толку поедноставни стануваат работите. Колку по не сакаме да гледаме во нештото, толку повеќе комплексности правиме. Комплексноста доаѓа поради тоа што не сакаме да гледаме. Така, ако некој човек не сака да соочи книгата која што е малку подебела, многу е комплексна. Гледате, проблемот е многу комплексен ако човекот не сака да го соочи проблемот. Но колку повеќе соочуваме, колку повеќе гледаме во книгата, во проблемите и колку повеќе наблюдуваме, ќе видиме дека фактички работите стануваат многу поедноставни. И тоа исто така едно од работите кои што секој од нашите гледачи може да го примени во својот живот, за да види дека е така и колку повеќе соочува, толку повеќе рековме дека може да се справува и да ги решава проблемите. И уште нешто ќе кажеме дека со знаењето кој што човекот го добива, доаѓа и одговорноста. Но пак ќе кажам, одговорноста е поврзана со волноста да се направи нешто со тоа знаење. Ние, секој од нас може да има знаење, но мора да имаме одговорност да го примениме тоа знаење. Ако ние нема одговорноста, а тоа е волноста, пак ќе кажам, да искреираме некаква акција позитивна со тоа знаење, некаква промена во нашиот живот со тоа знаење, не можеме ни да имаме контрола. Поради тоа што контролата е поврзана со знаењето, но исто така и тоа знаење да имаме одговорност да го примениме во нашиот живот за да постигнеме даден резултат, тоа веќе ни дава контрола поголема во нашиот живот за да можеме да го искреираме ефектот кој што сакаме. Дали сето ова кое што го кажавме денеска во рамки на емисијата Откриени тајни е доволно за да имаме поголема контрола врз нашиот живот или пак можеби има уште нешто што би можеле да им го кажеме, а секако би им помогнало на гледачите да добијат повеќе контрола?
Има многу што да се каже, плюс немаме многу време, затоа што сме на самиот крај на емисијата, но пак би кажал, кога преземеме одговорност за другите луѓе, имаме повеќе контрола. Секој од нас треба да биде волен да преземе одговорност за сам себе. Гледате, треба секој од нас да биде волен да биде најдобрата единка што тој може да биде, да работи на себе, да чита, да се едуцира, едноставно да се крема наголе по тонската скала, да се зголеми својата сигурност, да зголеми својата самодоверба. И кога стануваме подобри единки за себе, стануваме подобри за самата околина и мислам дека тој е целта на секој единка, како можеме да помогнеме на околината, колку можеме да допринесеме ние за околината. Така да она што би сакал да го кажеме дека можеме да преземеме одговорност за другите, но фактички тоа е неразделно од тоа да преземеме одговорност за самите нас. Колку повеќе имаме знаење, колку повеќе имаме податоци, колку повеќе работиме на себе, колку подобри како бити, како единки стануваме, толку сме покорисни и подобри за самата околина. Значи едно нешто кое што не тера да не бидеме најдобри од тоа што можеме да бидеме, тој реактивен ум, за кој што збориме постојано, кој што опишам во книгата Дианетика, но реактивниот ум не прави да сме несигурни, не прави да се однесуваме како други идентитети. И затоа зборувавме во минатите емисии, многу често наликуваме на некој од нашата околина. Кога се лутиме да ликуваме на таткото или на мајката или ги имаме истите после некое време ставови против кои што сме се бореле. Гледате, реактивниот ум не тера да не бидеме свој, да не бидеме во нашиот идентитет. Краде дел од нас. Колку повеќе имаме болни искуства од минатото, трауми, загуби, неубави ситуации кои што ни се имаат случајно, толку повеќе дел од нас е заробен во тој реактивен ум. Реактивниот ум краде дел од нас, дел од нашиот идентитет, нашата среќа, нашите позитивни емоции се заробени во него. И има начин како човекот може да се ослободи од тој реактивен ум и тоа е опишано во дианетиката. Самиот збор дианетика се состои од два збора. Дија значи низ и нетика потекнува од зборот нус, два старогрчки збора кои што значи ум. Зборот дианетика значи низ умот и го објаснува умот, механизмите на умот, како умот функционира. Имаме позитивен ум кој што е конструктивен и кој што ни ги решава проблемите, но за жал имаме и негативен дел од умот кој што ни тера да грешиме постојано. Џарко, ви благодарам за одговорите на прашањата поврзани со контролата врз нашиот живот. Верувам дека им помогнавме на гледачите, секако им дадовме многу знаење со кое што ќе успеат да ја зголемат контролата. А ние ќе се видиме повторно за една седмица со друга тема, со која што секако ќе откриеме уште една голема тајна како да имаме подобар и поуспешен живот. Благодарам Сања, благодарам за нашите гледачи и секогаш ми е чест задоволство да слушам од вас и во колку можам да бидам од помош за било каков проблем или ситуација што го имате во вашиот живот, па ќе кажам ќе ми биде мило и задоволство ќе ми биде да ме контактирате. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Верувам дека го задржавме вашето внимание и секако дека ви откривме навистина интересна тајна, односно ви дадовме одговори на прашањата поврзани со тоа како да ја зголемите контролата врз вашиот живот. Доколку бевме интересни, следете не повторно и следната сабота во редовниот термин, а секако, доколку сакате да ги гледате и во текот на работната недела или во било кое време, сите емисии од Откриени тајни се достапни на Facebook страната на нашиот редовен гостин, доктор Жарко Костич, но и на Facebook страната и на веб страната на телевизија 24 Вести. Јас ви благодарам што бевте заедно со нас, ве поканувам и во продолжение да останете со програмата на телевизија 24 Вести. Имајте пријатен и убав ден!